Вкупно 54 милиони денари досега собра Црвениот крст на Македонија за настраданите од трагедијата во Кочани. За да истите се префрлат на корисниците, моментално им се собираат нивните трансакциски сметки и матични броеви, согласно Законот за користење на податоци. Досега се собрани податоци на починатите, а во тек е собирањето на податоци за повредените кои се лекуваат во државата. За лицата кои се лекуваат во странство, податоците ќе ги собира владата со заедничките служби. Во однос на средствата, значи, да, Црвениот крст собра 54 милиони денари, не е тоа единствена заслуга на Црвениот крст, тоа е заслуга на сите граѓани на оваа држава, на сите оние фирми, компании, за да ја покажат својата хуманост и солидарност. Црвениот крст беше одреден како точка каде што ќе се собира средствата и тоа мислам дека ние баш редовно и коректно го правиме во однос на дистрибуцијата нивна. Мора да споделиме со вас еден момент кој навистина треба да се има во предвид. Значи, од катастрофата до денеска поминати се 6-7 дена, 8 дена, небитно, акцијата трае 6 дена. За да се префрлат средствата на корисниците, согласно Законот за користење на личните податоци, потребно е, значи, трансакцијска сметка и матичен број. За да користиме матичен број и трансакцијска сметка и да можеме да ги обработиме нив, потребна е писмена изјава на лицата, односно на лицето кој го дава тој податок за понатамошно користење. Од тие причини, значи, се тие подготовки што ги нарекуваме интензивни, Црвениот крст викендов успеа преку своите активности, општинските организации наши, да ги собереме податоците за починатите. И тие податоци се пристигнати денеска и тука се кај нас. Се договориме за лицата кои се лекуваат во странство. Податоците да ги соберат заедничките служби на владата и тие го прават или го направија. Дел од податоците денеска ги добивме од заеднички служби, бевме информирани дека остатокот во текот на денот ќе го добиеме. Ни останува уште еден предизвик да ги собереме податоците и изјавите на повредените и на нивните семејства на лицата кои се лекуваат во државата. САИ-ЦИТИ повикува на разбирање до сите, бидејќи Црвениот крст како здружение е потребно да ги почитуваат законите. Рече дека процесот е сложен бидејќи станува збор за многу семејства. И јас се надевам дека со надчовечки напори, би рекол, пресе на волонтерите, на вработените на Црвениот крст, сето тоа ќе успееме да го завршиме денеска и утре и веднаш пристапуваме кон исплата на средствата. Нема апсолутно никаква друга причина, единствена причина е ова што ви ја набројувам. Непочитувањето на законот за лични податоци е исто дело како што и секое друго дело. Ако настрадавме од непочитување на законите, неоправдано и некоректно е да се бара од Црвениот крст да не ги почитува законите. Казните се високи, ако имате во предвид дека глобата е 4% од вкупниот приход на организацијата доколку не се придржувате кон законот за обработка на лични податоци, онда може да замислите кои би биле последиците по Црвениот крст како организација и по лицето одговорно, односно лицето законско за застапување. Така да ве молам во тој правец да имате разбирање. Значи, досега праксата наша беше дека средствата се делеа, односно се дистрибуира по затварање на кампањите. Овој пат направивме исклучок. Ќе одиме во фази, но потребно ни е ова време за вистина за тоа што не се малку семејства, а процесот на собирање на податоците е сложен, бидејќи изјавата треба да биде лична и треба да биде подпишана своерачно. Тоа е закон и ние мораме да го почитуваме. За се друго можеме да бидеме и обвинувани, и напаѓани, и не знам што, меѓутоа ова мора да биде вака како што е регулирано во законите на државата. Оно што дополнително го истакна САИ-ТИ е дека телефонските линии ќе бидат активни уште 10 денови, бидејќи заинтересираноста е се уште голема. Нивото на уплати е секојдневна. Само денеска тој вели дека има 54 милиони уплати.